Татјана Лазаревска, кога прочитав на Facebook дека сте во Македонија, мислев дека ќе одмарате малку, меѓутоа вие сте тука и само работите. Дојдовте работно. Како сте? Како патувавте пред се? И што се прави? Зошто сме сега тука? Најнапред ви благодарам многу што се одзвавте на мојата покана да присуствувате на снимањето на мојот најнов видеозапис за последната песна која што отпеав на Роса фестивалот пред некој ден. Значи, патував многу убаво, бев возбудена, измешани емоции и чувства, искрено да кажам, затоа што скоро година дена како помина од нашето заминување во Австралија. Така да, навистина, и се уште ова секако во сон ми се случува. Јас никогаш не сум спиела или била пасивна во музиката, па така да и овие 3 недели ќе ги искористам максимално. Еве, настапив на Роса, снимив нова песна, правам спот, Благој Груевски е тука, го чекам за нова година во Австралија. Така да ќе се дружиме. Сега ќе нема остава на мира. Да. Нема остава на мира. Ти дише во врат. После баш. Добро, ќе почнеме снимањето. Да. Така да имам многу причини, многу сум среќна овдека се луѓе кои што ме почитуваат, ги почитувам, ги сакам. И тоа е рецептот за успех и за хит песна. Песната се вика Среќен роден ден и идејата на спотот дека вие славите роден ден и сите сме тука дојдени на вашиот роден ден. Па среќен роден ден и од мене. Епа ви благодарам, оваа година е мојот јубилеен роден ден. Јас го прославив со моето семејство во Австралија, само што стигнавме и бев некако така малку да речам и тажна на тој ден. И сега кога се сопадна со песната, рекав зашто јас со тие што ги сакам многу не си го прославам роден денот овдека вистина. И покрај тоа да направиме еден видеоспот, така да ево го Ферусот таму се јавува. Така да навистина сум пресрекна и задоволна од се ова што го постигнав за оволку кратко време. Вие бевте таму тажна, бидејќи ги нема луѓето кои што ги сакате, кои што живеат тука. Дали сте сега тажна што вашиот сопруг не е моментално на вашиот тукашен роден ден? Вака излегува дека секогаш сум тажна воопшто. Јас напротив секогаш сум среќна и ги барам само светлите точки во мојот живот. Многу ми недостасува, меѓутоа за многу скоро ќе се видиме. Поддршка од него максимална, мислам повеќе од што очекувам и од што барам, така да го мислите со мене исто како да е тука. Супер. А кажете ми зашто вашиот сопруг не дојде во Македонија? Затоа што јас имав првенствено некои приватни причини за да дојдам во Австралија, кои што морав да ги решам. Ќе мораше тогаш и децата да ги донесеме, а тоа ќе беше премногу за само 3 недели, колку што јас можам да отсуствувам од школото која што го студирам моментално во Австралија, така да ова беше така едно блиц доаѓање, накратко, првенствено ради приватни причини, а воедно да искористам и да направам нешто корисно за моите фанови кои што навистина се повеќе ги имам во Австралија и кои што очекуваа. И тие прво нешто што ме прашуваа беше ќе одиш да снимаш нешто и што ќе ни донесеш да видиме, да слушнеме, така да очекуваат и јас морав да го направам ова. Само за нив. Кажете ми, да направиме една мала релација тука и таму. Каква е живеачката тука, каква е живеачката таму? Бидејќи јас знам дека вие постојано патувавте во Австралија, имавте турнеи, меѓутоа мислам дека е сосем различно таму да живееш и само дојдеш на турнеја. Ајде, направете ми од тој аспект. Јас би ви предложила ова прашање и одговор всушност да го ставиме за кај вас во емисија, затоа што е малку подолго. Се си има своја убавина, се си има свои предности и негативности, така да како човек ќе се намонтира во мозокот, така ќе му биде. Ако сакам денеска да ми биде убаво, мене ќе ми биде без разлика каде сум, само е битно со кого сум. Јас сум таму со моето семејство, тоа ме исполнува. Овдека сум со моите пријатели, повторно со моето семејство, со поширокото семејство, така да кај што сака човек да ме убаво, ќе му биде убаво. Има разлики, ама затоа потоа ќе разговараме. Кажете ми дали ќе го очекуваме со силото семејство повторно да ни дојдете во Македонија? Апсолутно, ние сме дел од Македонија и Македонија е дел од нас. Никогаш не ја оставивме, никогаш не избегавме, тоа се само некои небулози кои што се шират. Од некои разочарани луѓе кои што навистина можеби и пред нас би сакале да заминат во Австралија, меѓутоа не можат. И многу ми е жал за тие луѓе, затоа што се изнаслушав многу глупости. Значи, ова е една поголема авантура, еден поголем залак кој што го преземавме со оглед на тоа што дека сме слободни уметници, со слободни размислувања
со широки погледи кон светот, космополити, така и се однесуваме. Нас ни убаво секаде каде што имаме пријатели, каде што имаме љубов. Тоа сакав да ве прашам, дали вие и вашето семејство сте среќни таму и исполнете? Апсолутно, кога сме заедно, не е, пак ќе повторам, не знам по кој пат, не е важно каде, битно со кого. Токму така, Татјана, ајде сега малце да се навратиме на спотот. Ајде да ни откриеш малку што ќе биде во спотот и кои се гости ќе има, бидејќи јас гледам тука многу познати музичари. Само музичари, само колеги, колешки, пејачи, пејачки, така натаму, значи и соработници, ги поканив да бидат дел од атмосферата, затоа што тие се луѓето кои што најдобро знаат да направат добра атмосфера, да статираат. Тука е маестро Ферус Мустафов, кој што е гостин на мојата песна и за кој што јас спремам едно изненадување. Значи тој треба да излезе од една кутија, како подарок. Да, тоа е оваа кутија, гледај, како кукичка. Ферус ќе се пикне внатре и ќе излезе од кутијата како изненадување или сапрајз. Имаме торта, имаме конфети, имаме свеки, прскалки, балони, се што треба за еден убав, весел роден ден. Супер, одлично. Ајде сега малку за песната. Која напиша песната, чива е, аранжман? Ајде малку околу песната. Песната и овој пат ја напиша Бобан Мојсовски, мој долгогодишен соработник, пријател. Текстот е на Орце Зафировски. Се снимаше ке Бубе Соколовски. Така да, јас сум презадоволна и знам сигурно дека можеби нема да биде не знам каков хит, меѓутоа ќе биде сигурно слушана и пеана од мене, затоа што јас навистина во Австралија пеам доста родендени и ваква песна некако нема во репертоарот и затоа реков ајде да направиме една убава песна и да закитиме со убав видеоспот. Кажете ми кога ја снимивте песната? Само што пристигнав, само што слетав, значи од авион буквално по студио кај Бубе. Па дали бевте подготвени за сето тоа? Сепак колку 20 часа се патува и имавте сила и тоа да го направите. За убави работи секогаш имам сила и енергија, секогаш. Супер, ние повторно сега малку ќе зирнеме како ќе се снима спотот и повторно ќе земаме изјава од вас. Да, бидете дел од оваа убава атмосфера, се надам дека ќе ви се допадне. Уште еднаш многу ви благодарам што дојдовте, што одвоивте од вашето драгоценно време и се гледаме на ваш терен, во вашето студио. Така? Така е, се гледаме таму и благодарам и вие на се што не поканивте. Срце силно чука, весело е.
Ете, Татјана, заврши спотот, односно снимањето на спотот. Како сте задоволна од сето ова? Јас нема да зборувам, ќе оставам гледачите да видат што се случуваше вечерва, какво лудило, каква забава, каков роден ден. Така да мене ми е навистина срцето преполно и душата. Јас со многу убави спомени, импресии од овој спот, од ова снимање, од ова мое заедничко дружење со колегите ќе си заминам во Австралија и навистина ќе го паметам до следното видување. Татјана, фала ти многу и што нас не повика на твојот роден ден. Тука со нас е и авторот на музиката. Добро вечер. Добро вечер. Како си ви? Супер, атмосфера роѓенденска прослава се прави. Тања слави роѓенден, не знам кој е поред. Мислам дека е 20 некој, знам дека нешто беше. Пошла таму 20. Супер, атмосферата е одлична. 20 години. Пилница отвараме, кој ќе погоди колку години? Не се прашуваат амито за... Не се, точно. Не, атмосферата е одлична, инспирација, види. Не е прва песна со Тања, ова е веќе некоја поред, не знам која. Меѓутоа, задоволен сум со тоа што како правиме песна за песна се подобра и подобра правиме. Така ли, Таца? Значи, ова мислам дека кулминираше сега и кај колегите, мислам одзив од колегите, а и уште позитивно драго што Тања не е тука година дена и кога ми се јави да правиме нова песна, викам Тацо мора да биде ова бум. Одлично, јас ви честитам за песнава, сепак ваша. Честитам Тања и тебе и ние се гледаме за неколку дена. Нема било каква прослава, Баже Грујовски да не е таму. Баже, здраво, како си ми? Здраво, колешке. Јас се чувствувам многу пријатно. Може би физички не најдобро, но сум радосен што ете имав можност да ја пречекам Татјана од Австралија и тоа на убав начин на снимањето на незиниот спот. Спотот е за песната Среќен роден ден. Ајде сега ние ќе го оставиме тоа настрана. Кога ти бил тебе најубавиот роден ден? Кај си го дочекал? Еве, какво изненадување си имал? Па сум имал разни ситуации за роден ден, иако не сум познат по тоа што славам роден дени, ниту имендени. Но ете, би можел да го издвојам оној последниот роден ден мој. Јас таму присуствував. Случајно беше присутна и ти таму, тоа беше на снимањето на првата емисија, првото шоу Фолк Естрада. Беше точно на 16 септември 2015 година и тоа ми беше едно многу убаво искуство, работна прослава на роденденот, снимање на првото шоу Фолк Естрада. Заедно со Криси Тимовска, може би ја знаете. Може би и не. Да. Да, значи тоа ти беше најубавиот роден ден. Тогаш колку полнеше? 33? Па, така нешто беше. Сега не се сеќавам толку колку точно беше. Така нешто со тројка беше. Тројка. Имаше тројка, да. Имаше тројка, точно тогаш убаво си поминавме. Ајде, кој ти бил најубавиот подарок за роден ден што си го добил беше? Зашто за роден ден? Па сум имал разни подароци, меѓутоа не се сеќавам сега, не можам да издвојам точно. Најчесто се тоа некои корисни нешта, парфеми, играчки. Какви играчки баше? Па кога бев мал добивав играчки. Добра, Се ти кажи ми каков подарок си дал на некој за роден ден? Ети Ирина, како си изненадувал за незините родендени? Па, на Ирена најчесто и однапред ги купувам роденденските подароци. Ако идам на турнеја и купувам нешто и велам ова ти е за роден ден. Ова ти е за роден ден, за нова година, да. За божикните празници. Например, некој нов мобилен или нешто така. Одлично. Ајде кажи ми сега, атмосферата веќе е жишка тука. Кажи ми како се забавуваш и дали роденденот на Татјана го прославуваме како што треба? Според славеничката, таков изгледа и роденденот. Тања знаеме сите каква е, позитивна. Еве јас благодарение на нејзината позитивна енергија дојдов, иако сум многу во тешка ситуација. Може би не се гледа на камера, но тоа јас го чувствувам. Тешка ситуација бидејќи е настина, немојте да мислите дека нешто му се случило лошо. Имам стандарден оној обичен грип. Меѓутоа не можев да одбијам поканата на Тања, која веќе ретко ја гледаме,
Она е во Австралија, јас ќе се видам со неја за Нова година. Тоа се сакам да го кажам. Но ете да пречекаме овде, како што доликува на колеги. Јас се одзвав на поканата и дојдов на ова снимање на спотот. Односно на незиниот Да, роден и она дан. е позната по незината позитивна енергија и дојдов малку ја да се напојам од таа позитивна енергија, а фала му на Бога, овде сретнав и многу драги колеги од естрадата. Впрочем, сите се колеги тука. Фала ти баше што издвои моменти за мене. Драго Се ми гледаме беше. утре ние. Се гледаме, да, на Фолк естрада. Меѓу многобројните гости тука е и господинот Фирус Мустафов. Да, Како така сте? Добро. Јас дознав едно многу убаво изненадување, вие ќе направите. Ајде, кажете ми околу тоа. Не знам што Јас дознав Ама нешто. ја не знам што е. Јас знам дека вие ќе бидете уствари поклонот за Татјана. Па ако ме зима за маш, па ќе бидам поклон. Од Австралија некој да не долета веднаш. За 20 сати, што треба да лета да не доја за 20 минути. Што правиме тогаш? Не, другар ми е новица. Не би го направил тоа. Ама ете, јас сум како главен, како да кажам, поклон. Главен поклон, Да. токму така. Кажете ми, ајде, какво е вашето размислување околу овој спот? Епа, како е? Мислам, супер е замислено, пошто е песната таква, среќен роден ден, то многу ретко такви текстови да има да прави, некој се прават. Ја земав, ме остави, па се љубовни и такви, а Се ово ташни некој. Да, мислам дека оваа песна направено за сите слават роден дени и така. Кога бил вашиот најубав роден ден? Дали сте добиле некои изненадувања? Кога? Кога бил вашиот најубав роден ден? Па секогаш кај мене. Јас сум иначе на 20 декември мојот роден ден. Уште малку чека би ја, ali не знам она што ќе ми донесе поклон Татјана. Очекувате поклон од Татјана, Чекам и јас од неја, ако не она од новица. Од некој мора да Од има. некој мора да има нешто. А кој е најбавиот поклон што вие сте го добиле за ваш роден ден? Јас добив најдобар поклон од мојата сопруга, саксафон кој што стои на аквариум. На аквариум. Да. Убаво, убаво. А кажете ми вие кој е тој подарок што вие сте го поклониле некому, а најубав или најдраг, некој што многу се израдувал? Па ја поклонив исто така еден инструмент за мојот внук Ферус, што се вика, и на Џафер Демировски, тој колега мој сакан, кој го учев и него да свири, и на него му поклонив саксофон. Дали вашето внуче Фирус ќе иде по вашите стапки? Па, гледам дека почна да оди, само му реков да не баш да не оди баш по тие стапки, ама ако имам и други работи. Зашто да не иде по вашите стапки, Не, Фирус? по музика да оди. Ама А не по другите. по жени да не оди многу како мене. Фолк пеачката со најдолги и најубави нозе во фолк ексклузив и на снимањето на Татјана Лазаревска, односно новиот спот на Татјана. Како си ми? Одлично и добро, супер одлично расположена. Прекрасно. Не секојдневно е да се соберат на едно место повеќе пејачи и да снимаат заедно спот. Ајде кажи ми како ти се чувствуваш околу тебе со сите колеги? Па да не беше Татјана обично секогаш знае да изненадува и ако не е таа, ја мислам дека ние нема меѓу себе да се видиме во текот на цела година, се додека нема некое активно снимање каде што може да бидеме собрани сите. Значи таа е причината што денеска, односно вечер имаме едно прекрасно дружење и да се извидиме сите на едно место. И да си се расположите по ваш мерак. Кажи ми, ајде, како проаѓа снимањево, дали сте задоволни од спотот и кажете ми нешто околу спотот на Татјана? Пред се многу ми се допаѓа песната, интерпретацијата, значи немам зборови, весела, убава, значи со причина сме овде, ние знаеме самите и тоа сме нели интерпретатори да забавувам публиката, а меѓу себе што да кажам, мислам, и самите гледачи ќе имаат прилика да го видат спотот. Дали вие ќе пеете никогаш оваа песна на вашите настапи? Зошто да не? Секоја една убава песна без разлика, јас си ги сакам и си ги почитувам и ценам сите мои колеги, колешки, сите она што е убаво навистина го пеам и јас на моите свирки. Бидејќи песната се вика Среќен роден ден и еве имаме
едно такво венче, happy birthday. Кажи ми, кој е најубавиот подарок до сега што сте го добиле вие на ваш роден дан? На мојот роден ден, па не би можела да се одличам, бидејќи секогаш за мојот роден ден добивам на вистина прекрасни поклони. Немам некое посебно нешто не можам да одвојам. На поголеми работи, да. Абе, не, мислам дека не би Која е било... најголемата работа што сте ја добила за роден ден? Па не, најголемата радост е кај мене кога на оној што ќе се сети дека ми е навистина роден ден, значи кога ќе ми го честитат. Значи не ми го заборавиле роден денот, ми го знаат мојот датум на раѓање и од тоа поголема радост и исполнување за мене нема. А кажете ми дали сте добиле некои изненадување на ваш роден дан? Ето да се соберат сите да ви изненадат или нешто што ви се случило вас? Можам да го паметам уствари мојот 18-ти роден ден, бидејќи не очекував такво нешто. Мојата сестра ми организираше роден ден кога се вратив од школа, значи јас само што не се онесвестив. Кога не очекуваш нешто ни на крај памет, дури јас самата имав заборавено да биде цела куќа полна со луѓе. Значи тоа не можам да го опишам, тоа може само да се доживее. Немам зборови да го пренесам, значи со збор. Токму и затоа се сеќавате се уште на тој момент. Да, мојот 18-ти роден ден ми останува во паметење до ден денес. Добро вечер, ова беше поклонот за Татјана, колку што видов. Дали Татјана ќе го носи во Австралија овој поклон сладок или останува кај вас дома? Останува кај мене. 12 години е кај мене и останува до крај. Како се вика? Питу. Кажи ми како си проаѓате на прославата, односно на снимањето на спотот, меѓутоа сепак прослава. На снимањето. Како на роден ден. Во секој случај ми е драго што има многу луѓе што одамна ги немам видено, ете така на едно место да се собереме сите и да по повод снимање спот, меѓутоа добра журка и да се видиме и приватно. Стојна Николова, како и секогаш убава дотирана средена. Имаш едно венче интересно, кажи ми чив роден ден ова? Па ние моментално се наоѓаме на снимањето на видеозаписот на Татјана за незината најнова песна. И така сме во едно роденденско издание и расположение. Сите, еве, незини колеги и колешки. Се надам дека убаво изгледаме, вака. Најубава се, најубава. Стојна, бидејќи не е секојдневие да се соберат сите музичари на едно место, и да кажи ми какво е чувството опулено со сите колеги околу тебе. Па прекрасно. Овие месеци, значи последните месеци од годината се снима новогодишни и еве видеозаписи и некои проекти нели на колегите и често знаеме еве да сме заедно, колеги, колешки и да се дружиме. Така да многу ми е мило што е тоа така. Одлично. Стојна, кој е подарокот што ти си го добила за твој роден ден и ти е најдраг? Дали има таков да издвоиш некој подарок? Па добро, многу подароци сум добила за роден ден, морам да признам, но многу сакам цвеќиња, морам да кажам, да. И навистина ми е драго кога некој ќе ми подари цвеќе. Значи, не барам кој знае каков поклон или нешто такво. Може некој да не ми ни подари ни ништо, важно е да ми го честита тоа од срце, нели? И еве вака, значи да кажам дека многу сакам цвеќиња и убаво е кога некој ќе ти подари цвеќе. Драги наши, го следите Folk Exclusive, а на Folk Exclusive сме на снимањето на најновиот спот на Тања Лазаревска, роденденска песна, и разговараме со Сања Сани Петковска, а поново Апостоловска Македонија. Браво. Зошто Апостоловска? Па, баже, знаеш дека се разведов и сега си го вратив моминското песме. Да. Тоа е една новина за нашите гледачи. Да, од сега Сани не е више Петковска, туку е Апостоловска. Апостоловска. Добро. Сани, дали ти се чувствуваш добро како и мене овде? Јас сум во улога на заменик сега на мојата колешка. Јас се чувствувам прекрасно, затоа што да не беше ова снимање, не може да се видиме со колегите. Да. Бидејќи нема многу можности. Се бараме да се собереме, сите сме зафатени. Да. И ова излезе топ. Да, јас мислам дека Тања успеа да не обедини, да не собере на едно место. Што ли ќе се договориме сега, што ли
против државата или против најновиот Против се. закон, против најновиот закон. Еве јас јавно изјавувам дека не забранувам ни една телевизија да ме емитува, слободно сите да ме емитувате, само мене. Океј, значи тоа беше Сани Апостоловска. Јас бев мала замена, Може вода да се напие. инаку ние Чекај. И го гледате најновото издание на Фолк Ексклузив, а вечерва со нас Благоја, баш Ким Грујова, што би рекле некои. Баже, како си вечерва? па се чувствувам идеално во друштво на Сани Апостоловска, Криси Тимовска и цела естрада што сме собрани, се разбира, на снимањето на најновиот спот на Татјана Лазаревска.